Здраво на сите, јас сум Ана од Стартап Клуб Скопје, а вие гледате Стартап Револуција, подкаст поддржан од ProCredit банка. Банка во чиј центар се луѓето, бизнисите и животната средина. 20 години пример за одговорност. Пред да започнеме со подкастот, би сакала да ве потсетиме на трите пакети кои што ги нуди ProCredit банка за сите оние кои што сакаат да започнат свој бизнис. Тоа се пакетот за стартапи, пакетот за млади предприемачи и жени предприемачи. Посетете веб страната на ProCredit банка и запознајте се со нивните услуги, бидејќи тие се секогаш тука за вас. А сега уживајте во подкастот. Со колегите раскажувајќи за тоа што видов и што би сакал јас да направам тука, еден колега од болницата каде што работам кажа: "Бе, ја познавам еден дечко што се занимава со 3D принтинг. Пред некој време нашол ми донесе испринтано срценце од моделот срценце од зајак што го имал, што го нашол, баш беше интересно, сакате ли да ве поврзам?" Иако јас и Стефан се знаеме од 2007. Интересно е што со Стеф заедно тоа време имавме бенд, па свиревме по гаражи заедно. Че во светот не е во дефицит гениалноста, има многу гениални луѓе. Она што е во дефицит е храброста. Интересниот момент е кога на некој хирург што ја нема искористено модел пред операција, кога ќе ја заврши првата операција, фасцинацијата кај сите е иста. Леле, стварно исто беше внатре како што го видов на моделот. А сите тие хирурзи со години гледаат компјутерска томографија, со години се припремаат базирајќи на компјутерска томографија или магнетна резонанца, и пак се изненадени како тоа што го виделе исто било како тоа внатре. А не го добиваме тоа кога гледаме компјутерска томографија. Ова е наратив кој што многу вреди, кој што треба што повеќе луѓе да дознаат за него. Драги предприемачи и стартап ентузијасти, добре дојдовте во 6-та епизода на Стартап Револуција. Денес влегуваме во светот на медицината и едве чекам подлабоко да навлеземе во денешниот разговор со моите двајца соговорници. Денес како гости кај нас се коосновачите на компанијата 3D Loom, која што се занимава со изработка на 3D модели кои што понатаму помагаат на хирурзи и на пациенти при спроведувањето на операции. Она што е доста значајно и сакам да го напоменам на почетокот, пред да почнеме со разговорот, е дека врз основа на овие 3D модели досега се изработени 35, односно се спроведени 35 успешни операции во нашата земја и веќе 10 хирурзи ги имаат тестирано овие модели. 3D Loom имаат спроведено исто така две научни истражувања, од кои што едно од нив е исто така објавено во научното престижно списание од Оксфорд Академик. Со мене ги имам двата коосновачи на компанијата 3D Loom, тоа се Стефан Арсинков и Стефан Смилјановски. И чисто накратко за нив, Стефан Смилјановски е тука како представник во делот на маркетинг, е маркетинг директор во 3D Loom, додека Стефан Арсинков е специјалист во делот на абдоминалната хирургија. Добре дојдовте Стефан и Стефан во Стартап Револуција. Добре ве најдовме, здраво. Стефан ни доаѓа често на настани или Стеф, така решивме дека ќе му се обраќаме денес, додека Стефан прв пат ни доаѓа во овој простор, така што се надевам дека се чувствуваш пријатно и дека можеби во иднина ќе ни доаѓаш на други настани. Одлично, супер. Да, секако сме исто мало, така да сигурно ќе доаѓаме. Да, тоа ни го спомна Стеф, дека ти тука многу блиско живееш, така што преку прозорот си ја гледам зградата. Супер, ето уште една причина да не дружиш почесто. Секако. Кај нас како се чувствувате? Супер. Спремни за engaging разговор. Баш се радувам. Секогаш разговорите некако ги започнуваме со тоа да ги запознаеме нашите говорници кои биле пред да го започнат нивното предприемачко искуство. Вие имате различни позадини и образование и баш би сакала да слушнам нешто повеќе за вас. И мислам дека кога комунициравме во самиот мејл баш има поставено едно прашање кое што го напишав, а тоа е што треба да знаеме ние за вас за подобро да ја разбереме вашата приказна. И би сакала некако да почнеме од таму. Може да почнеме првен со тебе, Стеф, да дознаеме кој си ти пред да го започнеш ова предприемачко искуство и што е карактеристично за тебе како личност, ако гледаме можеби во детството и тинејџерските денови, ако се навратиш сега. Така, значи, она што можам да го кажам за себе е дека сум маркетер, дека се бавам со сторителинг, со наративи. Моето и образование, и формалното, и средношколското, додипломските, постдипломски студии се во сферата на маркетингот. Првото работно искуство, значи имам 15 години некој работно искуство, 10 години по агенции, како маркетинг специјалист во истите.
Пред 5 години отидов на другата страна на маркетингот, што се вика in-house, односно кога од агенција кога одиш да работиш во маркетинг одсек на некоја компанија. Така да влегов како маркетинг специјалист во еден од водечките едукативни центри во земјава. Таму од инструктор по маркетинг низ тие 4 години пројдов неколку фази, бев инструктор, па бев маркетинг специјалист, маркетинг директор, за на крај да стигнам до извршен директор на испоставата на центарот во Албанија. Низ тој, да кажам, низ тој процес, низ тоа искачување на корпоративното скалило, сватив дека нели C-левелот не е крајот, толку реално следниот чекор, и тоа го чувствував веќе одредено време, дека следниот чекор е започнување на свој бизнес. Значи сето она што си го научил, работејки за други во маркетинг оддели, дојде време, почувствував дека дојде време да го спроведам за некоја приказна што ја чувствувам како своја. Тука се споја коцките да дојде приказната на Триделум, каде што сметав дека она што го имам до тогаш како искуство и како знаење Триделум е вредна приказна, вреден наратив за кој што би се заложил од тука па натаму. Така го направив чекорот да станам дел од да кажам содружничкиот co-founding тим на оваа компанија. Супер, фала ти така што не воведе хронолошки во тоа што биле твоите искуства. Оно што особено ми остави акцента, тоа е сторителингот, што го напомина, и раскажувањето на приказни. Најчесто луѓе кога сакаат да се занимаваат во таа област, имаат и некои поголеми цели и сакаат да направат и одредени промени во општеството, и раскажувањето на приказни треба да долови одредена емоција и подвиг за некоја промена, што верувам дека ви е заедничко и ве спојува во таа мисија што имате во Триделум. Да го гледаме наназад, од каде е поривот конкретно да се занимаваш со тоа? Кој ти беше можда прва интеракција или насока која што те доведе во таа насока? Па, ако се навратиме назад во детството, до ден денес мислам ме води таа, да кажам, не ќе да кажам пасија, него интерес за да кажам добро изградени силни наративи. Бидејќи ако добро размислиме, наративите оно што го движат нашиот свет, значи без разлика дали се да кажам економски бренд, религиозни, национални, значи има некои наративи кои што буквално го создаваат и го ресоздаваат нашиот свет од ден во ден. И мораме да бидеме реални. Тие наративи не ни дошле од никаде, него некој човек прво ги создал, а второ работел истите да фатат корен, да се прошират, и што повеќе луѓе да влегуваат во интеракција со истите и тие да го обликуваат нивниот свет. Сега секој од нас може да посочи негативни наративи, позитивни наративи, некои со кои што се, да кажам, со кои што се согласува, со кои што не се согласува, што значи дека има секојдневна борба и надвор од нас и во самите нас околу кои наративи ќе бидат дел од нашиот живот. Па така да ако можам, нели, да се навратам во детството, тоа ми било као вистинскиот наративот во кој што јас верувам, да пробам да помогнам да фати корен и да се прошири. Така да и од тука, мислам, самиот момент како влегов јас во Триделуме, иако јас и Стефан се знаеме од 2007, јас имав минатата година можност да дознам повеќе на конференција на Масит за што е Триделум и што е наративот на Триделум, и некако во моментот ми кликна дека ова е наратив кој што многу вреди, кој што треба што повеќе луѓе да дознаат за него, бидејќи е позитивен наратив, ултимативно работиме на нешто што треба да спаси и подобри животи. И во мене кликна како, окей, јас треба да помогнам ова приказна да заживее и што повеќе луѓе да дознаат за истата. И од тука и дојде тој предлог за да пристапам ја кон co-founding тимот.
Супер. Ми се допаѓа неколку нешта кои што ги напомена во тој дел, а тоа е наративите кои што се формираат околу нас. Многу често мислам дека треба да бидеме и свесни за моментот да имаме критичко размислување кон нештата и да ги истражуваме, што е она што не се пласира како информација, да го истражиме како такво. Кога станува збор за маркетингот е многу блиско и до односите со јавноста и тоа што се случува, и ако се вратиме на Едвард Бернеис, тој има едни прекрасни кампањи кои што баш диктираат во тоа време одредени наративи, каде што еве конкретно имало излагање од лекари и доктори и професионалци кои што го граде наративот во однос на што е добар појадок. И така почна и целиот наратив за американскиот појадок и ред други активности кои што се интересни како приказни и сакав да ги опфатам. И сакам да кажам уште едно нешто, ако го запознаете Стеф во живо, ќе ја почувствувате неговата пасија за 3D лум и како зборува, така што многу ми е мило дека тоа го живееш. Надрвазувајќи се со ова, кога веќе го спомнав моментот дека некогаш и докторите ги формираат наративите во општеството, за Стефан, она што ми е интересно и што го запремете во едно твое излагање, кај што зборуваш дека 3D лум би немало смисла доколку јас не работам како хирург, но сега мојата работа па не би била толку значајна да ја немам помошта од тоа што ми го возможува 3D лум. И тоа е прекрасно надоврзување. Апсолутно е така, да. Може би, така е затоа што 3D лум е во суштина нешто што произлезе од ајде да речеме љубопитноста, но од обидот да се реши, да се на некој проблем и да се надогради оно што го имаме во моментов. Но целата суштина на тоа што го добиваме е дека самите не бевме свесни до каде ќе стигне работава и колку значи тоа што го правиме кога почнавме да го правиме. Еве, ако веќе збориме хронолошки, ја би да ја раскажам приказната за 3D лум како почна, у суштина после, нели, нормално, преку некој споделување на знаење и одредени конференции и семинари, како сакате да ги наречеме, бев во Сингапур, каде што видов дека во една од водечките болници, која што е беше нешто незамисливо во однос на организација, во однос на функционирање, во однос на големина на болница, која што, иако може би функционира на просторија колку Скопје, опфаќа околу 7 милиони пациенти, нели, кои што може да се третира во таа болница, е нешто неверојатно големо и напреднато. Таква болница имаше in-house 3D printing department. И кога го видовме што е тоа што е таму, кога се вратив тука, почнав да размислам што би можеле ние тука да направиме на таа тема. И првичната идеја беше да се проба да видиме што ќе добиеме, затоа што иако тие затоа што има услови да си развијат in-house 3D printing department, и нивната цел и мисија се уште беше во самиот зачеток. И тогаш, размислувајќи гласно со колегите, раскажувајќи за тоа што видов и што би сакал јас да направам тука, еден колега од болницата каде што работам ми кажа, ја познавам еден дечко што се занимава со 3D принтинг, пред некој време нашол, ми донесе испринтано срценце, модел од срценце од зајак, што го имал, што го нашол, баш беше интересно, сакате ли да ве поврзам? И као, окей, нели, со една доза на резерва, затоа што ние сите ги имаме слушнато приканите. Јас знам едно дете што се разбира у компјутери, нели, и секам, кој сега ќе донесе? И така дојде всушност до запознавањето со Огнен Плавевски, третата третина од 3D лум, кој што се видовме, почнавме да правиме муабет и уште не сме го завршиле првиот. Така да постојано сме ангажирани, зборуваме, разговараме, истражуваме, размислуваме на тема на 3D принтинг, но така почна сека. Ајде да видиме што може да направиме. После неколку месеци обидување да добиеме адекватен модел, адекватен принт, затоа што воопшто не е лесно да се извади соодветен принт во реална големина, се случи првата операција, да можеме да направиме првата операција со принт пред, или кога би имале модел пред самата операција, кој што беше неверојатно нешто, колку смени во текот на самата операција, колку смени во процесот на планирање на операцијата. И тука знаевме дека веќе има нешто што се случува, што е значајно и што е вредно да се продолжи до максимум да се прави, за да
тогаш почнеме да размислуваме, да го формираме она што всушност Стеф го виде на конференцијата од Масит, кога мислам дека беше најзначајно нешто за таа конференција беше тоа што Стеф не виде, дојде да го комплетираме онај триаголник, да речем, затоа што и архитектонски и геометриски триаголникот е нека најстабилна структура, која што ни дава можност секој да биде најдобар во она што го прави, да не мора да пробуваме да правиме секој од се по нешто и на крај да не можеме да направиме се. Така да мислам дека е одлично тоа што нели го кажа наративот Стеф дека најмногу што ни значи е тоа што го кажа дека верува во ова што го почнавме претходно и дека апсолутно голема вредност донесе во нашето секојдневно функционирање и мислам дека навистина почнавме да функционираме како вистински стартап или како вистинска фирма од кога дојде Стеф. Мислам да можеме да се фокусираме на битните работи. Значи трешиш срешата на шлагот во тој момент. Супер. Фала ти за објаснувањето и тоа што го спомнавме и Огнен во овој контекст, кој што моментално не е тука, но ќе ни се придружи подоцна. Така стишнав. Да, ако потврди. Да, потврди, рече дека кога ќе заврши со други обврски, може ќе дојде на вака. Супер, баш ми е драго. Стефан, ти од секој знаеш дека ќе се занимаваш со медицина? Не. Не? Не. Што се случило претходно? Работеше нешто друго? Не, па еве со Стеф спомна се знаеме од 2007, уште во времето кога бев средношколец, ја мислам тогаш Стеф нешто не покажував, никој не знаев, ни јас, ниту пак нешто тогаш имав идеја дека ќе се занимавам со медицина. Интересно е што со Стеф заедно тоа време имавме бенд, па свиревме по гаражи заедно. Ама една интересна Како случка... се викаше бендот? Дарума. Колку бевте во бендот? 4. А што свире? Може да го викнеме и третиот Стефан. Да, свиравме алтернативен рок. Алтернативен рок. Да. Супер. Свиравме нешто. Да. Што мене ми е тешко да го дефинирам. Да, он на бас гитара, а на гитара. Добро. Интересно. Така да знаеме како да функционираме заедно и во група и на тоа ниво. И секогаш сме имале одлична соработка, еве, друго нешто ќе кажам, друго планирав, а беше интересно што секогаш кога ги спремавме песните во бендот, можеби, имаше многу различен пристап од мене до доаѓање на крајниот производ, но иако нели кога си во креативен процес мислиш дека тоа што си го смислил, тоа што си го направил најдобро и само вака може да биде супер, многу често и го имаме правено муабетот, сваќам дека откако јас на пример, ако е моја идејата за песната што сме сакале да ја правиме, ќе дојдеме и ќе нели сработиме, ќе средиме заедно сите, сваќам дека на крајот на криштата секогаш излегува многу подобар производ заради инпутот од сите други, од она што јас првично сам сум го имал замислено. Затоа што нели мојата идеја си е моја, може и да е најдобра, но секогаш кога имаме инпут од луѓе со кои што добро работиш, на кои што им веруваш, неминовно е нештото тоа да се подобри. А тоа што сакам да го кажам, знам дека еднаш, не знам дали беше после, веројатно беше после запишувањето на факултет, кога веќе се запишав на медицина, ама тие работи во гаражи, некој појачало, прегор или кабел се скина или нешто, и кога земав да го поправам, да го залепам, не знам што инструмент извадив нешто, штраф цигар или нешто, да средам тоа, и Стеф коментира нешто дека дента кога сум се запишал на медицина на електропрограсиле ден на жалост или нешто тој контекст. Така што јас решив дека ќе се запишам на медицина летото пред приемните испити. Не можам да кажам зошто решив дека ќе се запишам на медицина во тој момент, што беше пресудното. Не можам да кажам, секогаш ме интересирало и природни науки и биологија, затоа и математика и физика и нели сите информатички технологии ме интересирале многу. Не можам да кажам што е тоа едно од пресудно што ме натера да се запишам на медицина, но фактот веројатно дека секогаш сум сакал нешто да поправам и да го правам тоа, да работам со раце, едноставно да имам допир со тоа што го правам. И дека би сакал да го ефектуирам оно што го размислувам и веројатно така завршив на хирургија. Иако знам дека кога се запишав в медицина немав јасна представа што ќе работам после завршување на студиите, односно во која гранка, и можеби всушност тоа беше првиот
не порив да се запишам на медицина, знаејќи дека по завршувањето на тој факултет има толку многу гранки за специјализација и за развој, што како и да се чувствувам на крајот на тие 6 години, ќе има веројатно некоја гранка во која што би се нашол. Дали ќе биде тоа педиатрија, радиологија, психијатрија, биохемија или хирургија, различни гранки одговараат на различен тип на карактер и мислам дека тоа беше пресудното што ми дозволи малку подоцна да одлучам што ќе работам во животот. Во текот на студиите се јави интересот и желбата за работа за хирургија и после тоа немаше дилема. Супер. Значи, бидејќи вие кажавте дека Стеф дозна за приказна на 3D Loom на конференцијата на Масит, што се случуваше тогаш во тие моменти? Веќе беше отпочнато нешто, вие да работите заедно со Огнен, па потоа нели се приклучува и Стефан. До кој развој беше тогаш во моментот 3D Loom и што се случуваше? Може и да почнеме од перспективата на Стеф во тој момент, за како иницијално изгледаше тоа на конференцијата, па понатаму како почнавте да разговарате и да работите во тој дел? Па да, ја бев на таа конференција и буквално отидов на конференцијата да го ислушам, пошто видов најави за конференцијата и за нивното излагање, викам Стефан да видам што како прави. И буквално морав да си отидам по неговото излагање, се вратам на работните обврски. Ама не знам како да ви опишам атмосферата таму, после излагањето и презентацијата, буквално прво на било која конференција ако отидете, приметете ја публиката, значи пола луѓе додека некој говори додека е на бината, некој е на телефон, нели, значи тука се, ама не се тука, ја она што можев да приметам на конференцијата што никој не беше на телефон. Значи се работи нели за конференција каде што се најбитните чинители во ИКТ индустријата во Македонија. Прво беше тоа што никој не беше на телефон, значи презентацијата имаше таа тежина и Стефан ја имаше способноста и да го зграби и да го одржи вниманието. Така што и впечатокот на сите во салата и мојот впечаток беше као вау, као ова се дешава тука, ова е нешто фасцинантно, не бидејќи го прави некој мој другар што ми е познаник, него стварно содржината беше фасцинантна, бидејќи они веќе презентираа валидирани случаи на она што го прават. И ја нели морав да заврши, не стигнав да се поздравиме, морав да се вратам на работните уврски. И викам, после ова презентација во соба каде што се нели најмокните и најуспешните чинители во ИКТ индустријата, ја очекувам нели овој тим сега да добие одврзани раци и ресурси, оваа приказна да ја направи нешто на енти ниво. И чисто вечерта, пошто не стигнавме да се поздравиме и да му кажем импресии на лице место, му се јавив и му реков дали се случи тоа што ја очекувам да се случи. И он вика што? Викам па, нели, на сите тие таму директори на мокни компании, колку ви, дали се потепаа да станат дел од приказнава и истата да ја дадат крила за нешто повеќе. Викам, па не, вика, ти си првиот што се јави да направи муавет. И мене тука ми се споја две жички под еден, тоа, нели, јас го знам чувството во собата, не само што го имав, него сите други што го има. А од друга страна, сватив дека, окей, сите виделе, ама потенцијалот, очигледно, повеќе интерес за потенцијалот, очигледно јас сум го имал и тука видов шанса. Јас некако да го искористам тоа. И тука, кроз некој ден падна предлогот, окей, да станам дел од тимот и заедно оваа приказна да однесеме на тоа енти ниво, пошто реков, нели, најдобрата приказна ако некој не ја раскаже и не ја раскаже на доволно луѓе, сама по себе ќе нема да се издигне. Така да. Да, нема да се ја доживеа можеби големината, нема да буквално многу убаво го срочи, нема да се ја доживее големината, нема да отиде на тие висини каде што јас и ние од тимот сметаме дека треба да отиде. Да. А убавото ништо е доколку повеќе луѓе слушнат, толку може да го прераскажат на некој друг и тука се поврзуваат некои конекции кои што не можеш да ги замислиш дека ќе се случат, ама се производ на нешто поубаво долгорочно во приказната. Што се случуваше кај тебе во тие моменти, како ти размислуваше после таа презентација на Масит на 3D Loom? Искрено и повикот од Стеф. Да, ја бев само задоволен дека помина онака како што го замислував, затоа што веројатно тоа што го доживел Стеф како публика апсолутно беше тоа што сакав да го пренесам, затоа што е тоа оно во кое што верувам, затоа што
на своја кожа можеби и на своји пациенти сум осетил колку значи она што да се има 3D модел на реалната анатомија на тој пациент пред операција, колку помага, колку можеби го менува на подобра текот на операцијата. И многу бев среќен што помина без проблеми, го кажав тоа што мислев да го кажам, се чувствував окей дека го кажав, ама искрено јас воопшто не размислав така како Стеф дека некој би очекувал или би мислел дека некој ќе дојде да ми приде. Јас само бев среќен што заврши презентацијата. И кога се јави Стеф да каже тоа што го видел, прво бев многу пријатно изненаден, апсолутно многу среќен за тоа што кажав. Иако во тој момент не беше првичната идеја да работиме заедно, туку беше муабетот тоа што ме праша, па имав уште неколку состаноци да сподели своето искуство околу маркетинг, околу евентуалниот напредок на 3D Loom како 3D Loom. Помина неколку недели можеби пред тоа официјално да стане Стеф дел од co-founding тимот, но ќе пренесам ситуацијата да во моментот кога се случуваа оние состаноци после таа конференција од Маси збор меѓу нас и меѓу мене, Огнен и Стеф, кога јас знам дека апсолутно си го мислев тоа, ни потребен е ваков човек постојано со нас, како би можеле ние да го имаме тој човек до нас од тимот, за да може оно што не доведе до тука, моето да речем работење во медицината и искуството и познавањето на Огнен во однос на ICT и 3D принтинг и сите тие технички делови од работата, да можеме ние да си го искористиме до максимум, за да може да може работава да тера каде што тргнала. И ќе fast forward до моментот кога Стеф ми се јави и ми каже дека сака целото време работно да го посвети на работење на компанијата, која јас знам дека бев пресреќен во моментот, као гледаш што се случува, не е само интерес, туку е реално нешто се случува да се направи голем напредок во она што го само базирано на тоа што сме го сработиле до сега. И знам дека бев многу среќен за тоа што како што реков, знам како сме функционирале претходно, знам дека е апсолутно човек на кој што можам да му верувам во секој аспект. Така да, кој не би сакал да има таков човек? Win-win ситуација. Апсолутно. И знам дека бев пресреќен и многу сум радосен што така се комплетираше тимот. Која година се случува конференцијата и до тогаш дали беа реализирани некои операции со кои што бие искористени, бидејќи знам дека Стеф напомена дека веќе биле спомнати неколку успешно спроведени операции. Тогаш која била бројката? До тој момент и која година се случува конференцијата? 2024. Минатата година пролет. Минатата година пролет. Март мислам беше. А до тогаш, можеби една година, па и можеби малку повеќе, работевме со Огнен на развивање на производот, да го речам, затоа што ни беа потребни, како што реков, месеци за да дојдеме до точниот начин на добивање на 3D генерираниот модел, па точниот начин тој да се пренесе на 3D принтер, па да се испринта, па да излезе тоа нешто што ќе личи на тоа што треба, па после имавме период на валидација да видиме дали тоа што го добиваме соодветствува со реалните димензии, со реалната големина и така натака. Имаше процес на research and development и до моментот на таа конференција која што е некој пресвртна точка, имавме сигурно десетина модели кои што ги имавме искористено како модел пред операција, кои што на вистина значеа многу и кои што на моменти го променија и текот на операциите на подобро. Така што тоа беше веќе некако испробан и докажан производ, кој што почнувавме и сакавме да го доближиме до што е можно повеќе луѓе и пациенти, за да сите го видат бенефитот од тоа. Што е најинтересно тоа што е од оваа ситуација дека кога е добро генериран моделот и кога е соодветно направен, соодветно испринтан, не би можело да има несакани ефекти од подобра спремност на хирургот, нели? За разлика од сите апчиња и лекови кои што ги пиеме, сите сидат со некакви несакани ефекти. Кога овој модел е добар, не би можел да има несакани ефекти, би можел да има само позитивни ефекти од аспект на добра припременост на хирургот и од подобар исход на пациентот. Така што сигурен бев и уверен, како што се пренело тоа дека ова е насоката во која што треба да се движиме и понатаму,
само што можеби не ми беше јасно како ќе изгледа сето тоа од овој бизнис аспект, затоа што никогаш па како што ме интересирале природните науки и медицината и информатичките технологии, другиот дел со економијата и со бизнисот и со маркетингот секогаш ми бил многу далечен и никогаш не е било нешто со што ми било лесно разбирливо и јасно сватливо и секогаш сум барал помош и објаснување за прости економски термини да зошто што е инфлација и зошто се случува. Затоа што едноставно не ми е тоа поле на интерес, ниту пак начин на кој што размислува. Така да апсолутно, нели, јаката страна на Стеф е тоа што тој си е во тоа поле и си вредноста е во тоа што има, нели, дополнително експертиза на таа тема. Да, и верувам дека носи нова перспектива на работите, што Да, обично се апсолутно. случува кога одредени лица имаат одредена експертиза, дури никогаш е техничка, еве не е во медицината, и тие најчесто се посветуваат на продуктот, нели кој фичерски ги има, како ќе изгледа и сето тоа, ама никогаш кога ќе дојде човек од маркетинг ќе биде како, а ова го тестираше, на што кажаа луѓето за тоа, како тоа ќе го пренесеме, и сега има друга перспектива на сите тие активности и како да се концепира нели целата приказна и наративот, тоа што го споминавме претходно на почетокот. Кога ти полега почна да се запознаваш со приказната на 3D Loom, што беше првото нешто и твојата прва активност кога се приклучи кон тимот на кој што сакаше најмногу да придонесеш? Па одма почнавме со работа на нели што повеќе луѓе прво да склопиме приказната соодветно. Таа веќе беше склопена соодветно, значи тој наратив веќе беше доведен на едно ниво соодветно, нели за во мене да побуди инспирација да станам дел од тимот. Сега беше нели да работиме малку на дистрибуција на тој наратив. Така да прво нешто што се фативме е социјалните медиуми, каналите, вебсајтот да се оптимизира, информациите, видот на информациите, форматот на информациите, бидејќи нели во медицината има доста стручни термини и т.н. што се разбирливи за луѓето од медицината, а нели за пошироката јавност тие треба да бидат во некој формат кој што ќе биде соодветен за јавноста и јавноста да свати што ние точно правиме, зошто го правиме и како го правиме, така да тоа беше најважното. А второто нели од аспект на бизнес девелопмент да почне да се прави стратегии и да почне да се извршуваат тие стратегии од аспект на привлекување нели дополнителни ресурси во компанијата од аспект на нели клиенти, инвеститори, медиуми, нели значи сума сумарум пакување на наративот и дистрибуција на истиот, бидејќи тоа е најважно. Во животот и во работата на една компанија и на еден нејзин производ, пола од патот е тоа. Значи, дистрибуција на информацијата за што е тој производ и зошто тој производ треба да пазарот прво да го испробува, а после да го прифати. Тоа е многу важно за како пред се или да се склопи таа приказна, каде да се пласира, на кои платформи и на кој начин ќе ја прими публиката доколку што тоа треба да допри, и тоа само по себе мислам дека колку и да звучи вака лесно да се кажи, ама е процес кој што треба да се помине и бара доста знаење, тестирање, експериментирање додека да се најде кој ќе биде баш соодветниот начин како да се пренесе таа приказна, но многу ми е мило со што се повеќе сте присутни во јавноста и зборувате за ова гласно, бидејќи верувам дека тоа на луѓето им значи, им дава нова перспектива, надеж пред се за што се случува кај нас во медицината и дека има луѓе кои што се активни и бурни и следат одредени трендови и ги тестираат тука кај нас, и верувам дека тоа значи на многу голем дел од студентите кои што доправа започнуваат да се занимаваат во ова поле. И накратко неформално го зборувавме и значењето на како влијае цело овој процес и врз пациентите и врз хирурзите додека ги спроведуваат операциите. Го зборувавме моментот на кој е бенефитот ти да го имаш специфичниот 3D модел од тој орган на кој што треба да се изврши самата операција, со цел и претходно да направиш одредени тестирања за кој ќе биде пристапот, но и во едно да го олесниш моментот за самиот пациент, односно да го доловиш малце повизуелно процесот на што ќе се случува за време на една операција, што го намалува нивото на стрес и создава една сигурност и градење на однос помеѓу медицинското лице или хирургот и пациентот од една страна. Дали може да не воведеш, Стефан, чекор по чекор како почнува цел тој процес? Верувам дека примерно
има одредени слики и скинови кои што се доставуваат до вас за да го изработите тој 3D модел, но и понатаму како оди подготовката пред една операција или хируршки зафат. Да, нормално. Значи, во денешно време не постои комплицирана, па и поедноставна процедура која што не се прави со помош на веќе нели докажаните имиджинг технологии, како ултразвук, односно ехо, активни рентгенграфи, односно нели обични рентген снимки, па до компјутерска томографија, магнетна резонанца. Оно што е карактеристика до последниве две е дека тие даваат една серија на слики кои што кога ќе се спојат може да дадат информација во повеќе димензии, но во суштина и магнетната резонанца и компјутерската томографија ни даваат само пресеци томографија, тоа значи пишување на пресечени пресеци. Тоа е всушност проблемот кој што сакавме да го решиме, затоа што кога гледаме ние како хирурзи компјутерска томографија или магнетна резонанца, гледаме една слика па друга слика која што е сека на различно ниво на организмот, но во суштина сепак е дводимензионална репрезентација на тродимензионалните структури во организмот на пациентите. И можеби, нели, радиолозите кажуваат дека можат тие јасно и лесно да си ги замислат тие тридимензионални структури базирано на оно што го гледаат, но ние како хирурзи се соочуваме со во текот на операцијата со една тридимензионална структура која што не сме ја виделе претходно и не секогаш може јасно да процениш за колкава големина се работи на органите, затоа што мониторот ти е ист секогаш. Ти кога гледаш снимката, гледаш на мониторот си е со иста големина, може да зумираш, може да намалуваш. И многу варијабли има во однос на гледањето на компјутерската томографија, на страна што си барува особена експертиза, туку има и варијабли во самиот технички момент, во гледањето и пак на крај се останува на имагинацијата на нешто гледа да види да може некако да си замисли. Само како илустрација, што значи, ќе кажам дека една од првите коски кои што ги направивме беше коска на рамото, на горниот дел од надлактицата. И кога ја направивме коската, ја даме на хирургка и супер изгледа точно, ама зашто е волку малечка? Носиме кај други, ама зашто? Супер, ама зашто е волку малечка? И после неколку пати земавме, меревме во сите агли правци да дознаеме дека големината е точна. Пациентката била малку поситна по градба и толкава е коската, но базирано на снимките кои што ги гледавме во компјутерска томографија, веројатно повеќето од хирурзи очекуваат да биде малку поголема таа коска. Тоа не го менува драстично текот на операцијата кога ќе дојде хирурга да оперира, знае точно што прави без разлика дали коската помала или поголема, но кога е точно запознат со анатомијата и на коската и на крвните садови, многу јасно и многу по-лесно и многу по-ефикасно се изведува операцијата. Значи, тоа да се навратам на процесот, откако ние ќе ги добиеме оние снимки кои што рутински се изведуваат за да се испланира некоја поголема операција, затоа што моделиве сепак ги правиме за малку покомплицирани случаи, нема резон да го правиме за секоја процедура за која што е и рутина некомплицирана или не очекуваме некакви промени. И кога ќе добиеме снимката од компјутерска томографија или магнетна резонанца, следи процес на генерирање на 3D моделот, кој што и како таков, и како генериран 3D модел на компјутер да го гледаме, помага, дава одредена вредност, но пак во суштина се работи за оно што го збориме дводимензионалната репрезентација на тродимензионални структури. Колку и да тој модел можеме да го вртиме, пак го гледаме на монитор, пак го гледаме на една рамна површина, и ништо не се споредува со имањето на моделот во рака, да го видиш, да го пипнеш, да јасно да ги добиеме со односите. Затоа што нешто што се чувствувам дека треба да го објаснам, да го кажам, дека сите овие органи, крвни садови, освен што никогаш не изгледат вака, јасно, со дреч бој обоени, тоа на сите ни е јасно, но околу сите овие крвни садови, околу органите најчесто има нормално масно ткиво кое што е таму. И кога ќе правиме операција, сите овие работи изгледаат белузлаво, жолтеникави, нема воопшто нека голема драматична разлика во изгледот на органите. Да, цревата се малку порозеви, масното ткиво си е по-жолтеникаво, но се работи за еден
една слична боја и ништо не изгледа вака јасно како што го имаме ние пред операција. И затоа моделот е за да можеме ние да ги видиме оние структури кои што се скриени, мали крвни сачиња, неправилен тек на артерија, некоја можеби анатомска варијација која што ја нема кај другите луѓе, која што можеби тешко и на компјутерската томографија да се примети. Барам да видам некои од моделиве имаше има тука интересни малформации, например, овој крвен сад кој што излегува од тука, обично излегува од другиот крвен сад поди нагоре, чека овој пациент има малку поинаква анатомија, што е нормално во ред, но ние мораме да го знаеме ова пред почеток на операцијата. Не секогаш можеме да ги увидиме овие работи само гледајќи ја компјутерската томографија, а на страна тоа што кога би можеле, би ни земало многу време. Секој хирург посебно по 40 минути да помине гледајќи една компјутерска томографија за сметка на 40 секунди разгледувајќи го моделов што е веќе направен, е голема разлика во текот на предоперативната припрема и во ефикасноста на оној хирург кој што често работи да прави операции, и да биде спремен за нив, но ако можеме да го скратиме времето за припрема за операции и времето на траење на операции, тогаш работата на тој хирург е многу подобро завршена и многу послободен за да третира други пациенти. Така што многу работи кажав одеднаш, но поентата беше дека од кога ќе го добиеме, ќе го генерираме моделот, се праќа на 3D принтинг, кај што се печати и во зависност од тоа што ни е потребно како модел, различни технологии, техники на печатење и различни материјали користиме. И после тоа доаѓа моделот кој го земаме за да го доставиме кај хирургот кој што ќе направи операцијата, за да може операцијата да биде изведена како што треба. И тоа е интересниот момент е кога на некој хирург што нема искористено модел пред операција, кога ќе ја заврши првата операција, фасцинацијата кај сите е иста. Леле, стварно исто беше внатре како што го видов на моделот. Какво искуство. Да, а сите тие хирурзи со години гледаат компјутерска томографија, со години се припремаат базирајќи на компјутерска томографија или магнетна резонанца, и пак се изненадени како тоа што го виделе исто било како тоа внатре. А не го добиваме тоа кога гледаме компјутерска томографија. И тоа е исто. На таа база е направена снимка, ама сепак репрезентацијата и пренесувањето од 2 димензии во 3 димензии, оно што можеби како човечка биологија можеби малку ни недостига, па надоместуваме нешто правејќи ги овие модели. Да, фала ти што опширно ни го долови цел овој процес. Мислам дека е многу важно да имаме целата слика на тоа што се случува позади сцената во однос на припремите и тоа што е твоето секојдневие во однос на тоа што го работиш. Она што е особено значајно и сакам да ставам акцент е тоа што го напомена дека овој пристап помага на оптимизација на процесот при извршување на одредена операција и намалување на времето за кој што истата се реализира. Тука сакам малку да го продолжам разговорот со Стеф, бидејќи при нашата неформална средба претходно зборувавме за една криза што се случува во медицината и зошто е толку многу значено ова што го прави 3D Loom. Би оставила ти да објасниш малку подетално за тоа. Значи, она за кој што малце луѓе се свесни, мислам ние во Македонија слушаме за тоа и сметаме дека, бидејќи често слушаме за тоа, сметаме дека е некој локален проблем, медицинските лица, докторите, лекарите, медицинските сестрини се иселуваат масовно. А она што е дел од поголемиот проблем е што според Светската здравствена организација до 2030, што е точно за 5 години од сега, на светско ниво се предвидува недостаток од 10 милиони медицински лица. Значи, тоа е сериозен недостаток, особено во low income и middle income регионите. Така да решенијата тука се подолгорочни, пократкорочни, подолгорочното е да се стимулира што повеќе луѓе да влегуваат во образование на тема медицина, со цел тој геп како што ќе проаѓа времето да се поднамали, ама знаеме дека тоа не е образовниот процес во медицината и стекнување на искуството не се краткорочни. Не се со краткорочни, да кажам, периоди остварливи. А второто нешто е на тековниот медицински персонал на локално, регионално и светско ниво да им се дадат со помош на новите технологии, да им се дадат иновативни решенија кои што ќе им олеснат работата и ќе ослободат повеќе од нивниот
капацитет и способност за да бидат достапни во третманот на што повеќе лица. Она ние што го правиме со моделите, а и што настојуваме да го правиме во иднина со другите наши проекти, е буквално тоа, на медицинските лица да им дадеме алатки кои што ќе им овозможат не полесно, туку поефективно да ја завршат својата работа, со цел да можат подобро и во поголем обем да третираат пациенти и истите ги третираат со подобри исходи. Тоа е многу важно, бидејќи овие нешта не ги чувствуваме толку блиско во нашето секојдневие, се додека не станат малце поголем проблем. И мислам дека што порано ги освестиме овие моменти и делуваме во тој поглед, може да го олесниме тој геп кој што ќе се случи понатаму, кој што верувам дека ќе го почувствуваме и тоа како. Би сакала сега да навлезем малце во како сте вие структурирани и како всушност изгледа вашето секојдневие кога комуницирате за 3D Loom. Најчесто кога сме на почетокот и дел од луѓето кои што доаѓаат и кај нас на инкубаторската програма, кои што почнуваат само од идеја, тие се соочуваат со првите моменти на комуникација со тимот, организација на што е следниот чекор, договарање на некои стратешки одлуки, каде ќе се движиме, како ќе се представуваме како тим, колку често ќе работиме на себе ова, кога може би пред да се формализира или во процесот на формализирање. Така што би сакала да слушнам како вие се организирате на дневно ниво за да комуницирате во однос на 3D Loom, бидејќи знам дека и сега периодов баш ги планиравте кои ќе бидат целите за следната година и каде ќе се движите. Па нели, бидејќи на сите најограничен ресурс е времето, гледаме да најбитни се first things first приоритетите. Значи не може се да биде приоритет или ништо да не биде приоритет. Одредени работи треба да се решат во догледно време и најбитно ни е да се договориме и да одлучиме за истите. Секако не гледаме само што е на краток рок важно, нели, zoom in, zoom out правиме и на големата слика и на малите детали, така да и знаеме од прилика каде сакаме да идеме до крајот на оваа година, кај би сакале да идеме во следните неколку години. Но нели тоа е големата слика и за големата слика да биде постигната треба да се прави нели нога пред нога, чекор по чекор да се стигне до истата. Така да на дневно и на неделно месечно ниво одлучуваме што е следниот правец, да кажеме, кој што бидејќи нели сите сме со ограничени ресурси. Прво од аспект на време, второ од аспект на manpower, и пак сме ние тројца, колку и да сме нели искусни секој во нашата фела, пак сме тројца, не сме еднакво на 10 луѓе. Така да гледаме да сме и ефективни и ефикасни што може со ресурсите кои што тековно ги имаме со цел нели постигнување на најдобар можен резултат. Имате состаноци во живо, кои ги води состаноците, како се случуваат тие работи, независно во која свира се? Гледаме да имаме на неделно ниво бар еден состанок во живо, бидејќи нели remote work е супер, онлайн е супер, чет е супер, ама нели има нешто во социјалната интеракција кога сте тројца во иста просторија што не може ниту еден, да кажам, онлайн медиум да го замени. Така да донесовме минатата година одлука бар еднаш во неделата да сме заедно во иста просторија. И кога сме во иста просторија најчесто збориме за да кажам, најпредизвикувачките работи кои што треба заедно како тим да ги надминеме. Дали е тоа некој проект, дали е тој некоја дилема што имаме или правец што треба да се фати. Баш да кажам, она што е нај-urgent и нај-приорити се дискутира на тие состаноци, додека во дневната комуникација нели се користиме чет, софтвери, телефонот е секогаш тука, некоја неформална средба исто така може да се случи. И нели, и на неформалните средби колку и да се неформални, колку сакаш да не е за бизнис, паѓа по некој муавет и за бизнис. Значи ја и Стефан нели, пошто сме чисто знаете родители и едниот и другиот на мали деца и као имаме доста
И надвор од работата шанси да се дружиме на playdates, на родендени и т.н. Као буквално во некој дел од тие дружби, абе, не ќам да зборам за работа, ама чисто ова да спомнам. Така да на тој начин се организираме, сега иде окей. Како што ќе доаѓаат новите предизвици, новиот обем, секако дека планираме тука да направиме скейлинг, али? Како што кажав, да сумирам, first things first. Тоа се служува, мислам дека секој кој што се занимава со предприемништво е неминовно секогаш да го наоѓа тој баланс помеѓу работа, приватен живот и сето тоа е испреплетено, а особено кога работата ти значи толку многу и секогаш имаме ние интерни шали со тимот тука во Стартап Клуб Скопје, тоа што многу сме посветени на тоа што го правиме и ние сме мал тим, но со многу активности за кои што навистина имаме пасија и имаме еден стикер се вика испрани мозоци. Дека цело време, за разлика што и не се случува, пак некој дел ни е поврзан со тоа што го работиме тука, но во доста позитивна смисла, бидејќи ние и преку работата растиме и приватно во нешто што ги правиме и се соочуваме со други страни од себе, кои што можеби не сме ги осознале претходно. Во таа конотација, што е нешто што можеби ти, Стефан, го научи за Стеф за време на работата во 3D Loom, што можеби претходно не го знаеше и ти даде нова перспектива на окей, добро, оваа страна од Стеф не ја знае. Па не знам дали има нешто такво конкретно што сум го научил сега, не сум го знал претходно, сепак се знаеме многу одамна, ама има нешто што можеби го увидов дека такво било и од претходно, дека нели тоа што го спомнавме претходно, дека мене многу ми одговара кога е Стеф тука, кога правиме било каков план или муабет за проблем што треба да се реши, затоа што е човекот кој што може да биде, нели, да речеме, сталожен, voice of reason на ситуацијата, да даде подруг контекст на работите кога сме мислели дека изгледаат поинаку, да ја насочи, да го насочи погледот на работите кои што треба да се случат. И е супер што, нели, тоа со задоволство таа улога би му препуштил нему за да може, пак ќе речам, да максимум, секој да даде максимум од себе во таа приказна. И тоа е тоа што го сватив дека јас, пак ќе кажам претходно како што сме функционирале, супер е да се има таков и само сватив дека е нешто што и претходно било сам многу полесно и јасно го увидов сега од кога работиме и секојдневно заедно работиме. Иако можеби нели претходно кога само сме другарувале, никогаш не сум замислил дека кога јас сум студирал медицина, он дипломираше економски факултет, некогаш би работеле заедно. Интересно. Добре, ти даде нова перспектива на значењето на таа негова вештина кога ја спровидува во проблемите кои што тука ги решавате. Да. Еве, пак ќе кажам дека јас стварно не ми беше јасно кога ги ми кажеш дека студирам маркетинг, не ми беше јасно што значи тоа, што би работел он после тоа, што учи, за што треба да знае, за да направи. Целосно нејасно ми беше што е тоа поле и нели никогаш не сум имал можеби не желба, не сум имал порив да седам да разберам што се учи на маркетинг, што треба да знае еден маркетер, кои се должности на еден таков човек во една фирма. Никогаш тоа не ми поминало низ глава и баш заради тоа треба на некому што му поминало тоа низ глава да го прави тоа. Да го Пауза, време за кафе. Апсолутно. Ти благодарам. Со секој испиено кафе во Стрекја бар и Стрекја Русидер вие го поддржувате Стартап Клуб Скопје, така што следната кафе пауза направете ја токму кај нас. Во тој контекст кога зборуваме за маркетинг и кои се сите тие можности, она што го напомена и ти на почетокот е дека кога се интересираше за медицина, како што отиш понатаму дека ќе ти отвори други области каде што можеш да се насочиш. Во маркетингот е интересно дека сега има многу конкретни позиции кои што ти може да ги имаш и мислам дека тој аспект е
стичен тој момент на областите на кои што сте посветени. Го споминавме значењето и поголемата слика и визија што е на 3D Loom и проблемот кој што го решава, но ако се вратиме сега во моменталната ситуација каде што се наоѓаме, она што сакам да го позборуваме е каков е бизнис моделот на 3D Loom и кои се можеби следните чекори во однос на обезбедување на финансии со цел ова да биде одржливо како такво. Вие веќе имате соработка со универзитетската клиника нели Свети Наум Охридски тука во Скопје и од тој аспект и верувам дека се овозможени сите сега успешни медицински зафати и операции кои што биле направени. Но верувам дека 3D Loom нели има поголеми цели и амбиции за понатаму. Така што моменталната слика за бизнис моделот кој што го имате и како планирате тоа да го скалирате понатаму. Значи ние првично што работевме до сега и нели тоа е сврхата на нашиот разговор денеса, малце да се крене свесноста, односно пазарот да дознае ние што правиме и зошто го правиме и како го правиме. Сега во делот на како го правиме, ние сме свесни дека грото, ако не и сите институции медицински тука, можеби некои размислувале или го знаат концептот, можеби некој пробал. Знам дека дефинитивно преку нас има неколку, да кажам, клиники што го пробале. Така да, да кажам, тоа е првиот дел од бизнис моделот, значи да се запознаат со производот, се запознаат со суштината и кои се бенефитите. Така да после тоа од како ќе се пројде, тоа веќе го имаме пројдено со неколку институции, веќе да се договори некоја соработка, дали според обем или според, да кажам, паушал. Со тоа што, нели, ултимативниот бизнис модел и нашата ултимативна мисија е, како прашаш што е целта на 3D Loom, целта на 3D Loom е во блиска иднина, како што секоја болница или медицинска институција има рентген соба или соба кај што има магнетната резонанса, е исто како што Стефан видел во Сингапур, е да имаат и 3D принтинг соба. Значи ние сме компанија што им помага на медицинските институции да ја опремат и да профункционира таа нивна 3D принтинг соба со цел, нели, да можат да ги прават и моделите и да прават и други, да кажам, алатки кои што ќе им помагаат во ефикасноста во работењето и ултимативно ќе го подобруваат исходот за нивните пациенти, односно нивното здравје. Супер. Значи тоа планирате да го спроведете преку тоа што би имале соработка пред се со институциите, но кој би ги овозможил средствата за да се отворат тие, како да ги кажам, можеби 3D центар лаборатории во рамки на институциите? Па, види, тоа зависи од можностите, нели? Од државните институции тоа би требало да дојде или од самиот буџет или од нека, не знам, донација, како што добиваме донации, а во, не знам, приватните клиники тоа би требало да дојде од самата клиника, од незиното комерцијално работење. Така да ние доаѓаме како вендор ние доаѓаме како 3D принтинг вендор на медицинските институции. И од аспект на опрема, и од аспект на ноу-хау, и од аспект на research and development. Значи наместо они да влегуваат сами во тој процес и они да нели, ако го гледаат бенефитот, они сега да почнуваат да истражуваат како да се направи тоа, ние сме оние што имаат ready-made решение, кој што, нели, како вендор би го направил, нели, 3D принтинг собата би била идеално во нивните простори, а ние би биле тие што го сервисирале од аспект на поставување, од аспект на функционирање, оптимизирање, консултирање и така натаму. Супер, мислам дека ова е еден прекрасен апел за доколку има некој кој што не слуша во таа област и се интересира, ние во биото на овој подкаст и овој епизода ќе оставиме ваши контакти со цел да може да ви се обратат и понатаму да поразговарате за можеби една соработка, особено за некој кој што можеби се интересирал, ве следел и сега малце по разбирливо ја гледа целата приказна што е она што го правите. Кога сме веќе тука, неминувно е да ги напомениме и подвизите кои што се случуваат во медицината врз основа на технологијата, како што се случува тоа нели во другите области со помошта на вештачката интелигенција, тоа се случува и во медицината. Неодамна мислам дека октомври 2024
вие спроведовте и првата операција со VR headset и би сакала да зборниме и за тоа искуство. Иначе е прекрасно што ни ги донесовте и 3D моделите тука за да ги погледнеме, но ова е многу убава приказна која што ми ја напоминавте во разговорот кој што го имавме, па сакам да споделиме нешто повеќе и за тоа. Да, и тоа е еден од аспектите на кој што работиме. Не е 3D принтингот не е главен фокус, но иновацијата и адаптацијата и апликацијата на новите технологии во медицината, особено во хирургијата, е нешто што е, да ќе речам, моја пасија и цел на сите во 3D Loom кој што работиме. Па во тој контекст беше и извршувањето на првата операција во државата, а според нашите истражувања претходно само 20 хирурзи во светот направиле таков тип на операција. Или како што рекам, дури да има необјавени повеќе, сигурно нема огромен број на хирурзи кои што направиле таква операција. Но еве пак да почнам од проблемот кој што пробуваме да го решиме со тоа и зошто, што значи тоа. Значи, едно од најголемите чекори во хирургијата во последниве 50 на години можеби е иновацијата или појавата на лапароскопската хирургија. И тоа е хирургија која што се изведува така што се внесуваат едни мали тенки, долги инструменти во телото на пациентот преку претходно креирани малечки отвори и наместо да се направи еден голем рез каде што ги правиме операциите на отворен или класичен начин, ова се изведува со неколку мали портови, трокари ги викаме, низ нив се внесуваат инструменти, но при тоа се внесува и камера која што ни покажува што работиме внатре. Во текот на изведување на таква една интервенција, најчесто хирургот што изведува таа интервенција треба да гледа во монитор, нормално, за да види сликата што доаѓа од камерата, и најчесто тоа се изведува во некоја полупринудна положба на хирургот, кај што мора да биде со кренати раце, со малку искривен врат, затоа што мониторот може да стои таму и може да стои само таму во операционата сала, или тој може да си се мрда малку, ма пак е во некоја позиција која што не секогаш е идеална. И колку и да се трудиме да ја наместиме идеалната позиција, никогаш не може да биде таа позиција како што е најергономски, најлесно да хирургот да си гледа право пред себе, да си биде со олабавена мускулатура на вратот на рамењата, за да може најефикасно да работи. Дури еден интересен момент има што придобивките од таков тип на хирургија се толку големи што после можеби 6-8 часовна операција пациентите имаат помалку болки во телото од хирургот што ги оперира, затоа што хирургот е цел со згрчени мускули на сите страни и има една хируршка шега, вика со лапароскопијата, болката, постоперативната болка од пациентот помина кај хирургот. Сега, нашата цел е да подобриме тој аспект на функционирање на изведување на хируршките интервенции со тоа што наместо да бараме физички монитор во просторот околу нас, кој што се уште постои како fail-safe механизам, јас таа операција што извршив со VR headset беше да добиеме сликата од камерата директно во очилата кај што ја гледам и тоа ми овозможува, без да користам никакви додатни инструменти, само со гестикулации со рацете, да си го поставам тој виртуелен монитор во просторот околу мене каде што ми е најзгодно да го правам и најзгодно да гледам додека извршувам операцијата. Тоа значи дека ако во тек на операцијата треба малку да се помести фокусот на работата од лево на десно и друг дел од телото треба да се оперира, јас многу лесно можам да не морам цел монитор да манипулирам со кабли, тоа е еден голем столб го викаме кој што треба да го пренесеме или мониторот да го тегнеме од едно на друго место, јас можам со неколку гестикулации тој монитор да си го преместам и да продолжам гледајќи онаму каде што најмногу ме интересира и најзгодно ми е за најмалку да имам или напрегнатост во мускулите на грбот, на вратот, на рамењата и со тоа ќе можам да бидам поефикасен и подобар исход да има пациентот. Па тоа беше проблемот кој што го решававме и успешно го докажавме концептот дека е возможно да се изведе операција соодветно безбедно за пациентот со помош на тие VR очила и со задоволство можам да кажам дека голем дел од колегите од болницата сакаат да ја аплицираме таа технологија што повеќе, затоа што има многу операции во кои што не може да се постави мониторот за гледање таму каде што треба, а и би имале реален бенефит од од рутинската употреба на оваа технологија. Дали претходно се бара некој одобрување за да може сето тоа да се проведе? Да, има етичка комисија во болницата која што за која што си пишавме барање, која што
елаборира кои ќе бидат придобивките, кои ќе бидат механизмите на безбедност, зошто не би било никако загрозена безбедноста на пациентот при извршување нови, особено први, нели, вакви подвизи операции, и како, нели, ќе се заштитиме од евентуално малфункција и дисфункција на опремата. И сето тоа беше детално елаборирано, за да може таа етичка комисија во болницата да даде одобрување дека окей, ова е се безбедно, ова е смислено, обмислено и пациентот нема никако да биде загрозен, ниту пак, нели, да има некаков зголемен ризик при изведувањето на овие интервенции. Откако го добивме, тоа беше првиот чекор, откако го добивме тоа, почнавме да работиме на имплементација на целиот овој протокол и технологија. Зошто го поставив тоа прашање? Мислам дека треба многу да бидеме свесни, особено кога воведуваме нешто ново, дека е нормално да има скептицизам од другата страна во однос на спроведувањето на вакви процедури и подвизи, но треба да бидеме спремни, издржливи и упорни во процесот да ги поминеме сите чекори со цел да стигнеме до моментот на тестирање на тоа што го спроведуваме. Тоа сакав да го напоменам, бидејќи најчесто кога работиме на нешто што е ново и непознато, нормално е другите луѓе да чувствуваат некоја несигурност и сакам да ги охрабрам сите кои што можеби работат на некоја таква идеја кој што можеби не е примена на почетокот, да знаат дека треба да бидат трпеливи и упорни да ги најдат чекорите за можат да стигнат до тој момент. Сега поврзајќи се на ова, сакам да позборуваме за кои се вашите моментални предизвици со кои што се соочувате, нели секогаш состаноците кажат дека си добива приоритет, тоа што е најважно во моментот и верувам дека дел од предизвиците кои што се соочувате се секогаш можеби први на листата кога состаночите и кога се состанувате. Ова го спомнувам бидејќи зборуваме доста и за успесите кои што сте ги направиле во последните години, но ајде да видиме малку другата страна на 3D. Па предизвиците се најчесто патот до целта. Значи, иако целта е, нели, јасно дефинирана и сите сме согласни со тоа, патот до истата е нешто што сами го тапкаме. Немаме некој блупринт, правиш чекор 1, чекор 2, чекор 3, чекор 4, 5, 6 и стигаш до целта. Туку, нели, тргнуваш од некаде, гледаш колку, како, дали му треба време, дали не му треба време. Така најголемите предизвици се, да кажам, дефинирање на патот до целта и борба со некаков дефокус. Што мислам на тоа? Значи, секој од нас, особено луѓето кои што се, да кажам, со искуство и експертиза во својата фела, имаат многу идеи. Но идеите сами по себе не вредат ништо. Она што вреди е екзекуција, остварување на идеите. Така да, измеѓу остварените идеи и само идеите стои буквално тоа патот до истата и константната борба со некаков дефокус, што најчесто е нови идеи. Значи, колку нови идеи имало последно? Нови идеи 3 на сат. Сите имаат, така да денеска идејата сама по себе не е скапа, затоа луѓе најголемите експерти идат по подкасти и по блогови, слободно ги даваат своите идеи. Не се плашат дека никој ќе им ги украде, бидејќи парите и успехот не се во идејата на хартија, него идејата спроведена во реалност. Така да, тешко е, предизвик е, нели, малце да им кажеш на 7 идеи во твојата глава да почекат, пошто ти имаш 3 кои што тек треба да ги спроведеш и е мачно и е досадно, пошто, нели, многу интересно да смислаш нови идеи и да дискутираш за истите, а малце не е секси, не е интересно да земеш да ги спроведеш, баш онака да ги измазгаш. Така да во животот на бар јата, тоа така го гледам како најголем предизвик е малце фокус, да не бидеш на 5 места со по 20%, него да си на едно место со 100%. Што е само по себе предизвик кога другите работи ти кажуваат и ова можеби е тоа нешто. Така да најголемиот предизвик во еден стартап е ноизот што се дешава од и надвор од тебе и во тебе, као дали ова правецот што го фативме, ама веќе го фативме, ама треба ли да пивотираме? Кога зборам на пивот не мислам само од флекшип производ, него зборам пивот во медиум, пивот во формат, пивот во фокус, значи дали да се фокусирам на клиенти, дали да се фокусирам на грантови, дали се фокусирам на инвеститори, дали паралелно да се фокусирам, дали паралелно на 2 ствари или на 3 ствари, па ако се 2 ствари, која од тие 2 ствари?
и тана. Не сме експерти, можеби сме експерти во медицина, во технологија и во маркетинг, ама не сме на пример во legal, не сме во finance, па чекај сега и тие работи и на тие работи треба да посветуваме внимание, колку внимание е доволно внимание и така натаму. Така да дефинитивно ја така бар го чувствувам, претпоставам и Стефан ќе се согласи дека најголемиот фокус е сега со ограничениот, да кажам, време и ресурси од нели еден ресурс што е многу ограничен во моментов е време, другиот е фокус, како тие ресурси во моментов за пари да не ни збориме, како тие ресурси најдобро ги искористиме за да имаат најдобар возможен ауткам за нас каде што сме сега. Да. Јасно. Многу искрено, многу реално и ова се дел од разговорите ние што ги имаме особено со оние стартапи кои што ја завршиле инкубаторската програма, па сега се во следните чекори и најчесто доаѓаат кај нас и бараат некојаш разговори, совети во однос на каде се моментално и тука веќе доаѓа и моментот каде што можеби и ние не сме експерти во некоја област, но треба да ги поврзиме со некој што е, така што како се соочувате со тие предизвици? Барате ли помош од некаде? Имате ли круг на луѓе кои што помагат? Дефинитивно, значи тоа е your network is your net worth. Драго ни е што имаме луѓе и од аспект на product development, од аспект на финанси, од аспект на legal, што буквално може само да нели бидејќи ние тројцата можеме да за тие теми кои што не сме ни просечни, не па експерти, можеме да дебатираме со денови, значи добро е што ги имаме овие луѓе на повик да кажеме оке имаме оваа дилема, тој човек да пресече место нас и да му веруваме и да тераме понатаму. Да. Така да најбитно е тоа, не можеш се сам, ниту па треба се сам. Значи Стефан треба да стане и да остане врвен хирург, не треба да стане просечен маркетер. Така, или просечен програмер. Заслужено. Он треба да биде онаму кај што е, треба да го крене на тоа енти ниво и да стане некој ниво на мастер да има не само во хирургија, туку во дел на не само во хирургија, не во абдоминална хирургија, него во некоја поле на абдоминална хирургија што ќе биде они уште двајца во светот. И таму треба да се посвети наместо да станува просечен маркетер. Ја исто така, ја не треба да станувам просечен програмер или просечен правник, туку треба да бидам, не знам, медикал маркетер и тоа медикал маркетер во некој ниво кај што ќе бидеме јас и уште тројца во светот. Така да, за се друго си има експерти, соработници кои што ќе ни помогнат. А тоа си бара свој фокус и учење на нови работи со цел да стигне до тој дел. Кога станува збор за учењето на нови работи, ако го разгледаме вашата секојдневие и динамиката што имате, значи вие претходно имате одредена работа со цело работно време, значи од 9 до 5, па потоа се посветувате на 3 делум, имате приватен живот, и двајцата, мислам сте фамилиарни луѓе, имате ваши семејства. И сето тоа јас вака кога ќе го представам, си викам, замисли јас да го имав секојдневието на некој од овие Стефановци, ќе изгледа премногу. Како најдете време за да учите нови работи, да се го посветите на тој момент за баш да станете експерти во тој дел? Како си одвојувате време? Дали е некојаш примање на одредени содржини, разговори со некои луѓе, опружувањето кое што вие си го создавате? Како навигирате на сите работи? Било кој може, не знам, не бав некој конкретно. Па ја ќе кажам дека најголем предизвик е да се организираш на начин на кој што ќе бидеш ефикасен. Тоа што го кажа Стеф, да се намали тој ноиз и навистина така кога ќе кажеш звучи премногу дека тоа иде така, но никогаш тоа не е така структурирано, не е така сегментирано. И некако пробуваме. Во моментот, нели, кога ќе сум измеѓу операции, па ќе ми текне нешто, ќе пишам порака да Стеф на огнен, да се направи нешто, да се доправи. Па организираме состаноци кога ќе може, кога сме слободни од другите работи, за да може да се организираме, да бидеме корисни. И секој ден организацијата на времето е нешто што е предизвик, но мислам дека без тоа не може понатаму. А нормално мислам дека е најбитно и тоа што го кажа Стеф претходно, да се работи додека се работи, да бидеме 100% на тоа што го правиме во тој момент, но да не се прелее тоа во постојано размислување, постојано зборување само за работата, само за бизнисот, затоа што тогаш нема да бидеме ефикасни во ништо.
И убаво го кажа Стефа, го дозволиш дека нели детето, јас керка, он син е main hustle, односно најважната работа, фамилијата, се друго е во корист на тоа. Мислам, тоа беа негови зборови, извини Стеф што ти ги земам, ама убаво ги срочи затоа што и јас се поврзувам и тоа е уште една работа која што ете може би дополнително не поврза затоа што блиски ни се генерацијски децата. Мојата керка е малку постара од синот на Стеф и се соочуваме со многу слични проблеми, со многу слични предизвици во овој период од животот и беше супер кога нели можеме да си направиме увати за татковство и за однос со деца и за фамилија и да си пружиме поддршка и на тој аспект, затоа што можеби нашава генерација, особено на татковци да речам во тој момент ајде ќе речам можеби првата генерација на татковци која што е толку ангажирана околу своите деца во споредба со оние претходни генерации, во нашите татковци, дедовци, да не зборуваме па се натака наназад. И не секогаш ресурсите што ни се потребни како татковци ги имаме од страна на нели претходни примери и од страна, не знам, книга и теорија да научиш, туку ти треба и муабет и совет со некој со кој што ги проаѓа тие работи во моментот и е одлично што и тоа плюс дополнително не поврзува како, нели, како блискост и како функционирање. Така што на кратко да одговорам, така некако се организираме секој ден за ден пробуваме. Ако сум цел ден у сала, ништо не правиме, ако па дента можеби немам операции во сала, ќе организираме повеќе состаноци и така го правиме затоа што се во суштина и триделум и мојата работа е во фокусот е пациентот. И не сме никогаш пациентот како главен, како сега корисник на овие работи, не сме никогаш пациентот да биде запоставен или да трпи за сметка на нешто друго што правиме. Мојот начин ја се ставам, тоа сум видел дека функционира, е да се ставам во ситуации кај што морам да учам. Точно беше тоа што ако се запишеш на факултет, ако отидеш да се упишеш на факултет, guess what? На факултет си мора да учиш. Ако влезеш у стартап, guess what? Ќе треба да научиш да бидеш предприемач. Ако станеш родител, guess what? Ќе треба да научиш како да растеш дете. И исто така, значи се ставам во ситуации кај што треба да учам, вољно се ставам во ситуации кај што треба да учам. И нели она што викаат, ти си амалгам на 5 луѓе околу тебе. Исто гледам да ги поставам, да се поставам во кои се тие 5 луѓе околу мене, преку кои што ја и да не седнам да учам за нешто, окей, ќе се ставам во ситуација кај што сум опкружен со тие луѓе и ако не од читање, од гледање преку пример ќе учам од тие луѓе. Така да, времето и фокусот се намалуваат, ама па изборите ти се тие и ако се ставиш у ситуации кај што треба да учиш со луѓе од кои што можеш да учиш, мислам дека веќе не ни гледаш ко учење, него го гледаш само како впиваш од тие околу тебе, впиваш. И не тоа, ама и forceful. Значи јас се терам себе си да читам книги. Се терам себе си да читам книги, буквално знам кои книги сакам да ги читам, која е следната книга што сакам да читам и наоѓам време. Тоа може да биде 3 месеци, значи ја не седнувам сега наредните 2 недели ке прочитам некоја книга, не сметам дека реално од мој искуство дека некоја книга у 2 недели ако ја спукаш готова, него треба малце да ја дегустираш и нели да прочиташ некој чепер, па да размислиш, па да најдеш примери во себе, па да го издискутираш со некој, да го испробаш. Така да, не знам, од една страна сум пейсов на читање книги ми е тапа, ама кога ќе се навратам од 2024 дека сум прочитал некои 5-6 добри книги, тоа мислам доволно добро, така тоа е по една во 2 месеци. Така да сумирам тоа, се ставам во ситуација кај што морам да учам, сакал или некел, тоа е ситуацијата. Ставен сум во ситуација да бидам кофаундер на стартап. Сакал некел, има да научиш што да правиш, што да не правиш, макар си изгорел. Ставен сум во ситуација кај што имам мало дете што се разболува и што си го гради и темпераментот и карактерот и сакал некел, морам да научам што како. Така да не, ќе се навратам на тоа што ти го кажа, ако би се замислила делува на многу ако ти се деси утре, ама ако ти се дешава постепено, малце по малце, ако си го сетираш да ти се анлокнува као нивоа, као некоја геймификација, бидејќи нели животот наш е геймификација, сите правиме нешто и качуваме некои нивоа што не носат до целта, ако си го поставиш као
интерно, не мора да кажеш, окей, level 1, level 2, него ако си поставиш некои цели, ќе мислам дека интуитивно ќе си ги поделиш внатре во себе тие цели на помали цели, на помали нивоа и ќе стигнеш. Looking back. Убаво кажано, може би као со текот на времето ако една недела живеам како Стефан ќе се навикнам на некои од активностите. Треба да се стигне, ја често и дома кога правиме муабет збориме што сме правеле пред да имаме дете со времето. Значи толку нели? Тоа е многу интересно, да. Сега стигнуваш да направиш се, плюс имаш некој човече што зависи од тебе и што не е способно, можеби, не знам, неколку минути да биде без грижа. Имаше смешка дека првите 5 години од животот децата пробуваат да се убијат, па после ти треба само да го спречиш од тоа, затоа што какви ситуации ќе се најдат е неверојатно. И секунда невнимание може некогаш да биде многу значајна. И правејќи го сето тоа, пак се стигнува да се направи другото. И нели кога седиме дома со сопругата, веројатно и Стеф исто, правиме муабет, што правевме пред да ни се роди детето? Не знам, гледав филмови, читаш книги, слушаш музика, правиш нешто кое што и денеска го правиш, веројатно во помала доза, но пак тоа збори за ефикасност и искористеност на времето, затоа што па на крајот на криштата ни една серија не може да ме направи да се чувствувам онака како што може ќерка ми. Така да. Точно, посебно чувство е, верувам. Многу убава тема начнавме што накратко сакав и да ја отвориме пред крај на овој разговор, а тоа е татковството и тоа што го спомена Стефан е дека можеби овај генерација каде што татковците се доста поинволвирани во нивната улога. Со моите претходни две говорнички на подкастот го опфативме и делот на менчинството и како тоа влијаело врз нив и често луѓето зборуваат за ефектот на mom guilt, но дали постои dad guilt? И како се соочувате со тој аспект, односно моментот кога се посветуваш на работните уврски, а не си со семејството, како вие го чувствувате тој дел, мислам дека не многу се отвара таа тема за разговор, особено со татковците, а бидејќи имам оваа прилика, сакам да искористам да го слушнам вашето мислење, бидејќи вие имате и доста сличен стил на како пристапувате кон родителството и си разменувате доста совети. И дали го чувствувате тој момент на dead guilt? Никогаш никој не ми го кажал као хаштаг, иако mom guilt го знам, никој добро што го кажа, значи да се начне темата пред се самите нас па и со публиката. Значи како се снаоѓаме дали имаме dead guilt? Па дефинитивно имаме. Али нели, на крајот на денот сваќам дека ако е со добра намера и ако сум го направил бидејќи ултимативно сум сакал нешто повеќе за син ми, као не чувствувам dead guilt. Dead guilt, ја како чувствувам на пример е, пошто нели ние и као генерација ако сме попосветени, ја сватив дека посветеност не е да се биде во иста соба со детето. Иако Точно. Не мора да значи во иста соба. Тебе може детето да не те гледа, ако те гледа да те гледа и ти да го гледаш него и да сте активно engaged еден со друг, а може и да сте со сати заедно, а ти да си во екранот, детето исто да е во екранот и џабе сте вие во иста соба кога не немате интеракција. Така да dead guilt-от го чувствувам понекогаш на тема фокус. Као да, седам со син ми, ама сум нели он сакал цртан, мене не ми е интересен цртанот, гледам нешто друго и тука ме фаќа гилдот као шо правим, као тука е до мене, као еден до друг сме, а не сме еден до друг. Така да тоа се некои мали, да кажам, ситуации на dead guilt што ме пукат и свесно нека forceful оставам телефон. Сине гледам некој момент во цртано да одмине за да кажам ајде сега си играме да правиме ова, да правиме тоа, знаеш. Да, ама баш свесно буквално уклучувам едно копче онака, окей, чекам малце. Ова не ми штима. Dead guilt-от се пали као екранизам, страдам и гледам дека се дешава нека состава на екранизам и као ајде да стискаме тука и истото ми е као не мора да гледам у скрин, книги ќе кажам као сега чекај сега детево ми е тука, јас јапам у книга утре, нема да си каже тато не ми посветуваше внимание, ама супер беше тоа пошто зјапаш у книга. Ја треба да читам книги, не, као без разлика што и да држам и во што ми е фокусот, не ми е во него, така да иако е книга, иако ултимативно јас од добра намера ја читам книгата за да станам подобар претприемач, подобар маркетер, подобар татко, во моментот она што
било потребно да бидам подобар татко е, нели, to disengage од тоа и to engage со него. Така да сега за сега тоа се тие како некои моменти на И фала ти за перспективата. Да. Ова е многу интересно, мислам, и мене ми отвори други погледи на ситуација за нешто што е секојдневие. Да, Да. дефинитивно. Ја го немам слушнато dead guilt како таков, како поим, иако многу често нели го чувствуваме, особено кога треба да се направи нешто. Мене ми е нели најголем проблем, ајде да го речам, или најголем предизвик, тоа што мојата работа како таква често знае, нели, тој викаме не познава работно време, затоа што не знае кога ќе се одолжи случајот, па ќе треба многу подолго да се остане. Се случувало само што ќе стигнам дома да треба да се вратам на работа затоа што има проблем што треба да се реши. Да не зборуваме за дежурствата кои што се некојаш и подолго 24 сата кога не можам да бидам дома, морам да бидам на работното место. И тие се моменти кога од тој аспект го чувствам тој dead guilt, затоа што после тоа дежурство, после јас сум преморен, керка ми дома едва чека да се игра со мене, јас функционирам на 2% батерија. И другиот аспект е што не е само dead како однос татко дете, туку dead guilt од аспект на целокупното домаќинство, дека нели треба да се направат работи дома кои што не може и не треба никој друг да ги прави. Иако, кога спомнавме вештачката интелигенција, најубаво ќе беше вештачката интелигенција наместо слики и песни да ни пишуваше, да ни переше малишта и да ни уклучуваше машина за садови. Ама вајде ќе стигне до тоа. Да. Stay tuned, да. За да може ние да пишуваме песни и да сликаме. Ама домашните обврски мора да се завршат, да не може да се остави се на или некој друг на сопруга да го случајов. Но и еден друг аспект на dead guilt кој што мислам дека е по присутен во нашето општество, а тоа е обратната страна на dead guilt од оној mom guilt кој што зошто ти се посветуваш на кариерата, а не на детето. Мислам, или барем во мојата околина почесто го имам видено обратниот наратив. Абе, па и ти сега со дете ќе идеш да гледаш, види тука што имаш да работа. О, вау, добро. Така да има таков тип на dead guilt, као не дека ти не си доволно добар татко за фамилијата, него затоа што си татко не си доволно добар за работата или за работното место, што е исто така наратив кој што е, мислам, многу лош и кој што сум среќен што гледам дека многу од колегите го менуваат, но исто така гледам дека и постарите колеги као абе остаи тоа деца женска работа, што има ти да се занимаваш со децата, као нели некој сум слушнал и постари колеги можеби кои што се гордеа со тоа што ни една пелена не смениле во животот, иако мене би било срам да кажам дека сум толку некомпетентен родител. Ама нели тоа е друг начин на нели другата страна истата медаја, нели некакво чувство на вина дека поради тоа што имаш дете ти не си доволно инволвиран во работата или поради работата не си доволно инволвиран во животот на детето. Мислам дека се у суштина едното исто кога треба нели да се подели фокусот и вниманието на две работи, секогаш на кое што не го обраќаш вниманието е као нели нешто што може да чувствуваш вина, но за среќа мислам дека барем со вториот тип на оној guilt многу порано и полесно може да расчистиме дека со нели тоа што го кажа Стеф, никој од тие што на работа можеби ќе ти каже дека ти префрлат дека не треба да се занимаваш со детето. Прво никој не е доволно значаен да каже такво нешто, но никој нема да се сеќава после X време дека ти си работел цело време многу долго, а ќе се сеќава оној со кој што не си бил во моментот, тоа се децата. Тие ќе се сеќава дека тато цело време работеше или зјапаше книги или правеше нешто друго и никогаш не си играше со мене. И тоа е како да кажам, фокусот дека не би сакал никогаш мојата ќерка да се чувствува така дека била на второ место за нешто друго. Иако пак ќе да свртиме моментот, мора да се, мислам дека треба со пример да се создадат добри работни навики, Точно. дека не може времето постојано да го поминуваме во игра, дека имаме и обврски кои што мора да се бидат завршени пред да почне играта.
Така да, нели, цело време е баланс, жонглирање со обврски, со различни типови на dead guilt и така Да, фала ви многу за вашите одговори, мене скоро ми отворија нови перспективи и само сакам да посочам зашто е важно да ги зборуваме овие работи. Кај нас има некој си можеби предрасуда или некој стереотип дека предприемачите секогаш треба да бидат некои млади луѓе кои што се во нивните 20 години. Најчесто се случува првиот успех кога ќе отпочнеш некој стартап да се случува можеби во 30-тите години и тоа е апсолутно точно и во нашата држава каде што можеби некои луѓе имале претходни бизниси на кои што работеле, па ова се јавува како спин-оф или имале некои неуспешни подвизи, па сега стигнуваат до нешто кое што го доживува успехот и се можеби во овој дел од животот кај што се соочуваат и со овие проблеми. Ние сме човечки бидеа и нештата што ни се случуваат околу нас влијаат од секој аспект и мислам дека треба да бидеме отворени да ги разгледуваме од повеќе перспективи. Бидејќи најчесто тоа го зборуваме со колегите, некогаш не е проблемот нешто што го решаваме на работа, тука е можеби нешто што ни се стоело како терет од некоја друга улога што ја имаме, но го немаме испроцесирано како такво, па сега се преточува во некои други односи кои што ги имаме и сметам дека тие работи треба да ги освестуваме и да бидеме многу отворени кон тоа. Исто како и тоа што го разговаравме со претходните говорници, дека најчесто предприемачите се луѓе кои што се самостални и многу потешко бараат помош, бидејќи сами сакаат да го превземат ризикот и се во нивен фокус и многу е во ред да се побара помош, затоа ја отворивме и темата како и вие се соочувате со тие предизвици. Ке се навратам на еден момент што можеби го испуштив кога зборувавме во делот на технологијата, ме потсети кога ја спомена вештачката интелигенција, па сакав чисто накратко и да обрнеме внимание на како вештачката интелигенција игра улога во тоа што вие што го стозавате моментално во 3D Loom. Извини, ќе те прекинам, ќе зборуваме за вештачката интелигенција, но сега додека го збореше тоа, зошто предприемачите се млади луѓе во 20-тите години, сватив нешто дека можеби низ претходни муабети со кога зборевме или кога ми кажа што ти била идејата доколку не е 3D Loom, дека би сакал да имаш етички маркетинг агенции кои што ќе работи со компании кои што се етички освестени, кои што работат со етички, што имаат етички производи, значи. Кога целиот фокус е на компанијата, мислам дека лесно се заматува другата слика и многу полесно би превземал чекори кои што не се неортодоксни, можеби во некоја сива зона етички, како што знаеме дека најголем големите корпорации и компании прават, имаат сомнителни етички одлуки, нели? Да не збориме за искористување на вода, нели, каде што водата е скапоцен ресурс, да не збориме за трудот на малку платен труд и така натаму. Но она што го сади сега и тоа што го спомна дека можеби единствен начин да имаме ние етички компании е да имаме луѓе, единствен е прејак збор, ама може вистинскиот начин да имаме етички компании, да имаме луѓе кои што она што го зборувавме претходно, создавањето на пример на своите деца, на кои што не може биолошки е невозможно некој друг повеќе да ти значи од своето дете, но кога тоа е првото нешто што ти значи толку многу и како што кажеме е main hustle, па дури и компанијата колку и да се вложува во текот на денот е секундарно, тогаш сакајќи ти доставиш најдобар што е можно пример за своето дете, тогаш ќе ги преземеш оние можеби етички чекори, затоа што не може, знам, јас колку пати се случувало тек на некој од состојаноците да треба да зборуваме со домашни со сопругите, за детето се случило нешто, треба да се земе од градинка, да се однесе и колку е значајна прво таа поддршка од тој аспект, колку многу значи и нема состанок кој што не ми го прекинал ако мене сопругата ми звони и каже дека со детето било што треба да се случи. А човек кому што компанијата и кому што бизнисот е на прво место, колку може да го свати тоа и човек кој што немал дете и фамилија која што зависи од него, колку може да го свати тоа не знам, ама често се случува тоа она што го зборуваме, тој гилд зошто не ти е компанијата победна од фамилијата. Најбоже ние да стигнеме да имаме стотици вработени, никогаш како C-level раководство не би очекувал било кој од тие вработени да става компанијата пред својата фамилија. И мислам дека сега се склопуваат коцките. Супер е тоа да има предприемачи на 20 години, супер е тоа да им биде фокус и веројатно тоа е
или патот до успехот, ама мислам дека без додатен контекст не може да имаме добри и етички компании, а без тоа многу брзо се оди надолу. Чисто само Супер, еден податок видов деновиве дека просечната возраст на предприемач бар во Америка е 45 години. Ете така. Така Тоа да сакам некоја да кажам стигма дека таа- ова игра да, за млади луѓе као. Тоа сакам да го освестам дека не треба само така да го гледаме, да, убаво е да се развива тој дух, ама мислам дека треба да бидеме свесни дека тоа се бара и одреден степен на зрелост и искуства кои што треба да се Апсолутно. поминат. Да, апсолутно. Така да мислам дека нели колку повеќе размислуваме, колку повеќе се прашуваме дали сега дали можеби ќе беше подобро во некој друг сетинг, се посигурен сум дека патот по кој што одиме тој што треба да го изодиме и дека или секогаш ќе си сигурно работиме за она што мислиме дека е најдобро и пак ќе се вратам уште на почеток кои се вредностите што не поврзуваат, тоа што знаеме кој ни е фокусот и тоа кои ни се вредностите во животот, а тоа е нешто што или го ајде да речем можеби non-negotiable за да можеме да функционираме како што треба. Да. Тоа го напоминавме и претходно кога имавме средбата во однос на вредностите, дека тоа е многу важно нешто, дека треба нели да бидеме доволно слични за да соработуваме и доволно различни за да растеме заедно. Што е супер. Да, накратко сакав да го споменеме делот со вештачката интелигенција, пошто не го спомнавме претходно, иако ова ми е многу убава тема која што ја водиме, но мислам дека не чепнавме во некои аспекти таму. Како ви помага вас вештачката интелигенција во 3D Loom, кои процеси ги оптимизира и кои можности ги отвара? Мислам дека сите процеси ги оптимизира, ги користиме сите комерцијално достапни алатки, а најдиректно во однос на изработката на овие модели има AI или тренирани алгоритми кои што без кои што јас сепак би можел да ги изработам сите овие моменти, но со ефикасноста доколку имаше модели кои што се толку, како што анатомијата толку променета што тој AI модел ништо не препозна, мора што се вика from scratch од нула да ги града моделите. Ми зема 12 до 15 часа работа на компјутер за сметка на тоа што овој модел кој што нема толку драматична варијација во анатомијата, па можев да го направам првите 80% да ги направам со помош на AI, па останатите 20 корекции, финеси да ги доправам јас, го заврши за 2,5 до 3 часа. Така да Тоа е драстична. Да, многу голема помош Разлика. и скоро за секој кај што е апликативно ја користиме, за секој модел. Тие AI алгоритми за креирање, за препознавање на анатомските структури, но и во секој друг аспект, и Стефи ќе каже во нели драфт на документи, пишување и во што се што може да користиме за да бидеме нели пак поефикасни и побрзо да завршиме работата. Супер. Значи ова да сте го почнале пред 6 години ќе било многу поразлично од некои аспекти. Кои што сега можете да се дали можеш ти нешто да дополниш можеби на тоа? Неминовно е она што ние го правиме и од аспект на нашиот производ и од аспект на нашето работење е она каде што светот иде, сите компании идат, па дури и образованието идат со доста голема брзина. Така да нема да има во догледно време нема да има аспект како што сега веќе нема аспект од скоро и да нема аспект од работењето што не е допрен некако од дигитализацијата. Следниот чекор е да нема аспект од работењето без разлика во што точно да не биде допрен на некој начин свесно или несвесно од придобивките на вештачката интелигенција. Се сложувам комплетно. Неминовно е да го прифатиме како дел од нашиот живот и секојневие. Не од аспект да чувствуваме некој отпор, туку да видиме како можеме да го вградиме во нашето секојневие и тоа да ни помогне на тоа како функционираме. Споминавме доста аспекти на барањето на помош, на што се случува моментално во однос на целото размислување и мајндсет за предприемништво кај нас. Сакав да ја слушнам исто така вашата перспектива на екосистемот тука во Македонија што го имаме. Што е она што мислите дека можеби недостига, што е она што ви носи предобивки од заедниците тука што ги имаме и како вие навигирате низ сите овие можеби и организации кои што постојат тука и кои што делуваат во стартап светот и што се нуди тука? Повеќе како вашата перспектива на стартап екосистемот кај нас и што му недостига, а што е позитивно? Па добро,
стартап екосистемот кај нас секако дека сите да ги прашаш и во било кој град, во било која држава, сите ќе ти кажат more, повеќе фондови, повеќе да кажам медиуми, повеќе инвеститори, повеќе, но на нас самите да и како актери во истиот екосистем е да ги створиме тие повеќе можности, не да чекаме некој од надвор да дојде и да ни ги даде на тацна. Така да важно е, нели, ние сега сме во оваа стартап приказна, па сега го запознаваме детално екосистемот и што истиот може да понуди. Секако дека би сакале да видиме плюс од истиот, ама тука сме и да создадеме нели, како активни чинители, ние сме тие што создаваат во него. Така да сега за сега наидовме на добар прием, секаде каде што активно отидовме, чукнавме врата, добивме на внимание, затоа сме и нели и тука на оваа подкаст епизода во Стартап клуб. Драго ми е што постоите како организација, Стартап Македонија исто. Се надевам дека ќе има поголем интензитет, пред известно време емисијава се снима во четврток, ние минатиот петок бевме тука на предавањето на Earthcare AI и нивниот пат, така да она што ја би сакал да видиме сите стартап приказни, дали сегашни, дали изминати, да добијат на светло, не еднаш или неколку пати, него континуирано да добиваат на внимание, за се со цел новите стартап чинители да видат дека под еден не се сами, под два дека некој веќе го има изодено патот и да има некоја референтна точка на што може да очекуваат во нивниот пат, дека можеби иако за ова низ кое што проаѓаме е ново за нас, тоа не е ново за светот, тоа се десило мал милион пати на други стартапи, на други фаундери. И добро е да се знае дека има, можеби не истапкан сигурен пат, него има неколку авени на што може да очекуваш кога ќе се впуштиш во ова патување. Така да сумирам, јас би сакал да видам повеќе, но не повеќе од, не знам, иако секако и тоа е важно, кога кажуваме повеќе ресурси, да, повеќе грантови, повеќе инвестиции, повеќе внимание од институциите, ама јас искрено би сакал, бидејќи некако сметам дека као стартап заедница најмногу тоа можеме да го контролираме, е повеќе вмрежување и повеќе peer-to-peer размена на искуства и на знаење. Бидејќи тоа е нешто највеќе во домен на наша контрола, не е нешто што треба да дојде од надвор, како на пример, не знам, грантови, инвестиции, подобра легислатива за стартапите. Тоа секако треба да се бориме за истото за да се случи, но она што ни е највише на дофат е самите себе и вмрежувањето и размената на искуства сами. Тоа го гледам као изодениот пат на некој друг стартап, ја го гледам као ресурс. Од аспект на приказна го гледам као ресурс во нашата приказна. Така да сума сумарум тоа би сакал повеќе да видам. Супер. Ти благодарам. Стефан, ти? Мене ми е се ова многу ново. Допред да почнеме, мене ми беше чудно кога почнавме да зборуваме за 3D Loom како за стартап, затоа што за мене стартап било нешто што го има други луѓе. И се ми е многу ново, многу нови работи учам, да го говориме тоа, учењето не е само седнување на книга читање, иако и тоа, но сите овие термини прво ми требаше да ги научам, па после се друго и гостување во вакви подкасти и конференции и случувања и нетворкинг евенти, сите тие работи се нешто што никогаш не очекува дека ќе го правам, но со радост сега го поминуваме за тоа што е стварно многу значен и многу сум суштина слично со тоа што го кажа Стеф, мислам дека ни требаат повеќе такви затоа што вистинската вредност ќе најдеме тогаш кога ќе си ги запознаеме потенцијалите и ресурсите, без да чекаме на некој друг да дојде, затоа што сигурен сум дека со вмрежување и со адекватно користење на јаките страни, на ресурсите што ги имаме можеби како достапни во моментов, како различни стартапи, дека ќе можеме многу да си помогнеме едни на други и дека се што кажавме, потребни се повеќе внимание, повеќе инвестиции, фондови и така натаму,
но најбитно е да имаме повеќе соработка, повеќе да сме запознаени едни со други, за да можеме да, ајде да речем, профитираме или барем да искористиме од оно што е искуство и знаење и можности на нашите, ајде, сопатници, соборци, да ги наречем сите стартапи во оваа сцена. Така да, мислам дека сме, пак ќе речем, на правиот пат, но секогаш може повеќе да имаме и дружби, и запознавање, и учење едни од други, така натаму. Да. Мило ми е што го слушам тоа, бидејќи мислам дека со Стартап Клуб Скопје активно работиме на тој дел, да имаме се повеќе настани и поврзување и разменување на искуства. Зошто? Дека можеби еве 3D е на патот кон подготовки за некоја инвестиција, која вие слушнете една приказна на како некој го поминал тоа, како пристапил до некој фонд, до бизнис ангели, како одел моментот на преговарање за таа инвестиција, како тимот се подготвил за сето тоа во позадина. Мислам дека минува многу во приказната, дури некогаш сме го зборувале тоа и во претходните емисии. Мислам дека со Горијан го спомнавме во првата епизода, дека никогаш предприемачкиот живот знае да стане многу изолиран, пошто не секој ќе ги свати твоите проблеми со кои што се соочуваш и е потребно да се вратиш кон заедницата на луѓе кои што поменуваат низ тие работи, да сватиш, окей, добро, не е толку страшно. Поминал е некој низ тоа и можам да побарам поддршка во процесот. Во таа конотација би сакала да прашам кој е вашиот совет до предприемачите кои што сега започнуваат. Ние почнавме со втората инкубаторска програма, тоа се луѓе кои што се уште во фаза на идеација, ги поминуваат првите чекори во создавање на бизнис моделот, во градење на целата нивна приказна и што е нешто што вие би го им спратиле до нив како порака, но не мора да бидат само оние кои што се присутни во нашата инкубаторска програма, може да бидат некои кои што имаат одредена идеја или започнуваат нешто и се уште се размислуваат, нели тие тој ноиз го имаат во глава од каде почнеме што е следниот чекор, што би сакале вие да испратите како порака? Мојата порака е дека не можам да, нели, од туѓо искуство да зборувам, само од своето можам да зборувам, но тука сме каде што сме сега, заради тоа што активно и искрено верувам во идејата што имам. И заради тоа успеавме да го добиеме првиот модел со Огнен, заради тоа што не се откажувавме од таа работа, заради тоа што верувавме дека има. Кога ги добивме првите резултати, беа дури повеќе од оно што очекувавме, па го успеавме тоа да го пренесеме како такво на конференцијата во која што Стеф се увери во тоа што го зборуваме и сега сите заедно веруваме цврсто во идејата што имаме дека тоа е начинот на кој што треба да се движиме. Ако нешто од овие работи се сомневавме дека е добро, можеби немаше адекватно да го направиме, немаше адекватно да го пренесеме и мислам дека тоа е клучното. Искрено и цврсто да се верува во идејата, затоа што ако нема верба во идејата, или треба малку подобра идеја, или треба малку нешто да се смени. Така да, тоа би бил мојот совет. Работете на идеи во кои што верувате. Супер, фала ти. Мојот совет е пред се нешто што си го кажувам сам на себе и што беше, да кажем, иницијална каписла да тргнам на предприемачкото патување. И ми се потврди пред некој ден, видов рил на Инстаграм од Питер Тиел и вика, значи во светот не е во дефицит гениалноста, има многу гениални луѓе, она што е во дефицит е храброста. Значи има мал милион луѓе кои што се стварно гениалци и тоа е неспоредливо, она што им е во дефицит и на самите себе, а со тоа и на светот е да се охрабрат да направат, да ризикуваат, да направат чекор. Така да тоа е моето овакво, не се прашувајте дали сте доволно паметни, најверојатно сте. Не се прашувајте дали ги имате вештините и да ги немате, ќе ги научите. Прашајте се себе си дали имате храброста да го направите првиот чекор. Убаво кажано. И како викаат, пред да станеш експерт во нештото, први се прокламираш дека си експертот во нештото, за да почнеш да ги добиваш тие улоки да го земеш искуството. И тоа е интересна конотација на како се гледат работите, ама сето тоа бара нели храброст да се направи првиот чекор. Она што ни останува за крај е нешто што го правиме со сите гости кои што доаѓаат на подкастот, а тоа е одговорот на прашање на нашиот претходен говорник кој што бил на подкастот. Во овој случај ќе ги слушнеме два одговори и ќе слушнеме две поставени прашања на крајот од 6-та епизода од Стартап Револуција. Јас ќе ви го пуштам сега прашањето кој што ни го постави Нина во 5-та епизода на Стартап Револуција. Нејзиното прашање беше следното. Низ овој пат до сега што сте го оделе, сигурно сте имале одредени предизвици и научени лекции. Но, гледајќи од оваа точка денес, па од почетокот,
дали има нешто што би го промениле во досегашното делување во Триделум и доколку да, што би било тоа? Ке оставам да размислите, бидејќи мислам дека бара малце да се размисли овој дел, а и верувам дека сега имате цела лента на случувања. Ја можам одма да ти го одговорам, пошто овој одговор генерално кога ќе ме прашаат кога би се вратил наназад, ист ми е одговорот, значи ништо не би променил, бидејќи и грешките, и сопките, и предизвиците што се случиле, се, да кажам, делот од големиот пазл. Дури и пак е сега малца name dropping правам Стив Джобс на оној негов во Стенфорд говор кој го пратпочна. Да. Тоа го кажува. Значи вика точките можеш да ги споиш само looking backward. Бидејќи он нели се надоврзува на неговите точки како го избркале од Apple и како било најстрашното нешто за него у светот и дека бил посрамотен и дека не ќе да се појави пред никој ама вика чисто да знаете тоа беше као еден многу битен дел од пазлот за да се вратам после, да направам измеѓу време Next компанијата, да вработат назад и не знам, Apple сега да биде тоа што е. Така да и најголемиот фейл што едва чекаш некој да смисли временска машина за да се вратиш и да го поправиш, уствари не треба да се вратиш да го поправиш, под еден не можеш, нема, а под два е многу битен на еден или друг начин дел за успехот што доаѓа понатаму. Така да сума сумарум не би правил ништо поинаку. Дај се служува, Стефан? Апсолутно се сложувам, затоа што цело време ве размислувам што би сменил и што е тоа што би го направил поинаку или порано или подоцна или што и да е. Не можам да најдам ниту еден таков момент, затоа што за мене работите толку брзо се одвиваат и со секоја нова, ајде да речем, итерација, со секоја нова модел, со секој нов производ учиме по нешто ново и не би можел да го научам тоа доколку не го знаев претходното. Нели можеби викам овој модел што го направив првиот требаше малку поинаку да му пристапам, ама ако не го направев така не може да знам за тоа. И тоа се нели ситници во секојдневното функционирање. Така што стварно не знам што би променил, не можам да кажам нешто такво затоа што не знам тоа како би резултирало, како би се Масит конференцијата да беше порано. Се смеам. Дали ќе им беше презентацијата толку добра ако беше порано? Добре. Така да дали ја ќе бев на место каде што ќе бев отворен за да дојде некој клик? Точно. Тоа можеби во моменти кога не иде се баш како што треба, често си го кажуваме из дома и сам за себе, нешто што ми го кажа една тетка моја која што каже кој знае зашто е ова добро. Така да иако можеби сега не знаеме зашто е така, желез да кога ќе погледнеме назад, ќе видиме зашто ова што ни се случува сега е важен дел од нашата служувалка. Чисто уште малку ќе се навратам зашто на тема наратив. Ако сте приметиле во еден наратив, во било која приказна, во било кој hero's journey, мора да има сопки, мора да има грешки, мора да има да кажам главниот лик каде што Точно. Нели каде што негде не е непобедлив, него е многу ранлив. Затоа имаше многу интересно како зашто Джеки Чен е светска позната акциона, бидејќи он кога го маваат во филмот прави гримаса на болка. Не е супер хуман, не е бидејќи нели и гледајќи го онака као мене ме здоболе колку силно го удриат. Значи он многу лесно можел нели да биде насмеан и непобедлив и што и да е, ама тогаш нема да се поврзуваш со него бидејќи не се гледаш себе си во неговата приказна. Така да само тоа кажува, самото тоа кажува колку е во наративот, колку есенцијален дел е тој дел на грешка, на како не ми текна, зашо направи вака, кога би се вратил би го сменил тоа, бидејќи тоа е составен дел на веродостоен наратив. Од тука и не треба да се не треба да идеме со глава низ зид и намерно да правиме некои работи што очигледно не сме требале да ги правиме и знаеме дека ќе водат до непосакани последици, ама од друга страна па да не се заштитуваме себе си премногу, да не сгрешиме или да го направам ова сега или да се препуштиме на процесот. Да се најубаво го кажа, најубаво го сумира, препушти се на процесот и се што доаѓа со него.
Знаете што е убаво во цел овој разговор сега што го сватив, кога одговарате на некој прашање, толку доаѓаат од вашата перспектива, што е прекрасно, бидејќи како што го зборуваш ова, ми текнува дека има одредени методологии кога зборуваме за раскажување на приказни и секогаш постои моментот. Првен го запознаваме ликот, па му даваме сценарио во кој тој се наоѓа, па потоа доаѓа до одреден предизвик и го представуваме предизвикот, па како го решава, нели тој расплетот кулминацијата што достигнува и како зборуваше тоа ме наврати на тие моменти, што е поврзано пак со твојата експертиза, а кога зборува Стефан, го зборува од аспект на тоа тој што го работи и како ги учел предизвиците во однос на креирање на моделите, на како една итерација и друга си носат нели нешто што е на крајот оптимално во 3D моделот. И тоа смо сакав да го посочам низ разговорот, бидејќи е многу убаво дека кога одговарате ги слушам двете перспективи и на различен начин го предизвикувате разговорот, што е многу убаво. Откако сега го слушнавме вашиот одговор на прашањето, епизодата најчесто ја завршуваме со вашите прашања. Сега јас ви открив некои детали за нашиот следен гостин, но тука нема да ги кажам на камера. И би сакала да слушнам кои се вашите прашања, што е оно што вие сакате да го поставите како прашање. Секој зборуваме кои што луѓе пред секој што основале нивни компании и кои што се уште во стартап екосистемот, дали било тука или во некоја друга држава, па сакам да ве прашам што сакате вие да знаете од нашиот следен говорник. Ајде јас да прашам, зборувајќи за се во ова, би прашал, ајде можеби едно превентивно прашање. Ако нели говорникот е искусен човек во областа на бизнисот и во водење на компанија, би прашал што е она што мисли дека е најнеефикасно за еден бизнис или на што се поминува време, а не би требало ние да поминуваме време како е една компанија која што расте. Односно, со избори, на што да не трошиме време кога растеме, а би можело да ни го земе времето. Супер, многу ми се допаѓа тоа. Да, јас си го имам запишано прашањево и два и преска која начна темата не го соопшти, викам чекај не вака форматот околу користење на AI. Буквално моето прашање е што е наједноставната работа за која што користиш ChatGPT? Ќе ти кажам зашто, пошто најчесто ChatGPT кога се збори за ChatGPT сите се као го користам за ова, за нешто многу комплицирани работи, за да направам стратегија, да прегледам 50 страни документ да ми го сумира, а реално работите што ни губат време се едноставните работи, тие први треба да ги автоматизираме. Така да тргнувајќи од себе као дека ја ChatGPT се за некои грандиозни комплицирани работи го користам, а треба треба да го користам, ама реално треба прво нешто да направиме е да ми ги автоматизира и симплифицира наједноставните работи. Чисто би сакал за инспирација од следниот гостин да слушнам која е наједноставната работа за која што користи ChatGPT. Дури и прашањата ви се надополнуваат. Гледате, тоа е таа синергија, ова се допаѓа. Зашто да не трошиме време и ако трошиме на нешто време, зашто може ChatGPT да го користиме? Ми се допаѓа тоа. Не си ги знаевме прашањата. Не затоа што ми текна додека зборувавме сега, нема стварно ништо претходно. Ја вчера вечер го запишав, али да, супер, добро. Да. Супер, баш ми е мило, значи ќе бидат во ист контекст. Мислам дека тука негде го затвараме нашиот разговор. Дали има можеби нешто што испуштивме, што можеби вие сакате да го надополните за крај? Па и да имало такво нешто. Нема се враќаме назад. него се надевам на наредна прилика каде што ќе дојдеме и повторно ќе имаме во Волку за кажување, па можеби ако сме изоставиле нешто ќе го кажеме тоа. Верувам, вие сте уште на почетокот на вашето искуство и се надевам дека по можеби по една година, бидејќи многу брзо се случуваат работите, ќе седнеме повторно и ќе разговараме за можеби каде тогаш се наоѓа 3D Loom, така што се радувам на тоа. Сакам да ви се заблагодарам многу што одвоивте време да бидете наши гости тука на новиот подкаст, на 6-та епизода на Стартап револуција. Ви благодарам за продуктивниот разговор, ми отворивте доста нови перспективи и ми беше баш драго што си поразговаравме. Јас искрено го сметав како предизвик, бидејќи првпат имам двајца говорници, се надевам дека уживавте, бидејќи јас уживав навистина во разговорот. Ви благодарам многу. Исто јас многу уживав и научив многу работи седејќи тука, така да. Баш ми фала многу на поканата и на шансата да бидеме дел од подкастот. И нас не е прв заедно да сме на подкаст, така да
И тоа е Значи, супер. тоа е друго искуство. Сакам особено да се заблагодарам исто така на Прокредит банка, на нашите соработници. И Стефан од Прокредит банка, сегде има по некој Стефан, бидејќи тој го направи иницијалното поврзување за да бидеме денес тука и тоа ми е многу драго што се оствари. Така што сакам да испратам и една благодарност на нив доколку не слушаат и едве чекам и јас да си го преслушам цел овој разговор од кога ќе заврши нели снимањето. Дефинитивно. Супер. Стефан ви благодарам многу. За крај останува да се обратам на сите наши гледачи кои што останаа до крајот на оваа епизода. Ви благодарам многу што го слушавте целиот разговор. Се надевам дека успеавме да ја доближиме до вас приказната на 3D Loom. Ова е само почетокот на вашето истражување и запознавање со нив. Ви охрабрувам да ги погледнете нив на социјалните мрежи, ќе оставиме контакти во нашето био на YouTube. Така што истражувајте повеќе и доколку имате некои прашања, слободно поставите ги во коментар. Ве охрабрувам да не следите на социјалните мрежи. Секогаш имаме некои нови настани и случувања тука во Стартап клуб Скопје. Започнавме со инкубаторската програма. Првите работилници се веќе во тек и ги осознаваме сите тимови кои што се дел од инкубаторската програма. И токму затоа ве охрабрувам да не следите на Instagram, на LinkedIn, на Facebook, на TikTok и тука на YouTube со цел да добивате што повеќе информации за што е следно кај нас. Исто така ве охрабрувам да го слушате и подкастот Фриленсерска дружба или The Freelancer Hangout, каде што ви спремаме многу нови изненадувања со новите епизоди. Исто така, за сите оние кои што можеби не слушаат, а сакаат да се приклучат кон Стартап клуб Скопје, наскоро го отвараме и новиот повик за волонтери кои што може да се приклучат кон нашата организација и да бидат дел од сите настани кои што ги подготвуваме во иднина. Ви благодарам многу што не следите. Доколку имате предлози за следен говорник или гости кои што сакате да бидат дел од Стартап револуција, исто така пишете ни во коментар. Со мене се гледаме во следната епизода, а до тогаш поздрав!